Почитувани браќа и сестри македонци, добар ден и добро ни дојдовте на нашата објава, чинам четврта поред, пресуда на моралниот суд, кој во името на вистината, моралот и правдата, членовите на Македонски манифест, начело со председателот Евтим Клетников, морално ги судиме, простете ми, одродниците, сите што се огрешиле со македонците, Македонија, нашата историја, нашата култура, јазик, традиција и име. Посегна безмалку по се, за жал во некои работи и беа успешни, затоа постои моралниот суд на Македонски манифест, изрекува пресуди, заседаваше едно 2 месеца, 3 месеца, жолчни дискусии се водеа и дојде на ред морално да осудиме Европска Унија или Европа, како сакате, остро толку на историската наука одма примети нешто, ама тоа ќе видите дека сепак не сме сгрешиле, конечно го дигаме гласот, дека доста беше антимакедонство и ние имаме право на обстој и ние имаме право на место под сонцето, а впрочем ние сме и деца на сонцето. Потомци на Македон. Иако и на словените, како што во книгите авторите на Македонски манифест велат, штедро пиеме од 2 извора, од искона и култура и традиција и се. Овој пат малку ќе сме неконвенционални, ќе имаме еден новитет. Значи, морално ја осудивме Европа и Европската Унија за сето зло што ни го нанесе и сега во задња фаза сака да ни прави идентитетски геноцид, за кој моите колеги многу повеќе ќе објаснат, и ние велиме стоп, не дозволуваме. Доста беше. Не е ова големиот брат, некои се еднакви, некои се малку повеќе еднакви, или некои се нееднакви, а ние најмногу нееднакви, се некои нови правила ни измислуваат. Се нешто ние треба да спроведиме, од нешто да се откажиме. Само за нас важат тие работи. Не може така. Доста беше, овие интелектуалци се бунат веќе 2 години и еве четврта пресуда изрекуваме. Значи, ја судиме Европа. Нашиот народ, кој е гений, значи, нашиот народ кој обстојал толку векови и на крајот создал држава, имало во историјата и други држави, ама еве да речеме од поблиската историја 41-44, па 90-91 година, тој гений, прв осетил кој му е голем непријател, кој не диши и не работи на иста фреквенција како македонскиот народ, и во една песна ја оквалификувал Европа и Европската Унија, а ќе ја чуеме песната во изведба на, мислам, чинам, составот Билјана. Ајде, младичите, молам, пушти, ја стави го овде да чуеме песната, каде што народот Европа ја нарекува Вавилонска блудница. Добро, гледате, ние суштината, важното, најбитното го поврзуваме некој пати со забава, па дури опаска ќе најдеме и кога ќе сгреши техниката. Клетников веднаш асоцираше и така. Не беше грешка, вели Бог да бие, значи имаше контекст, нешто се погоди пак, се извинам. Присутни. Значи, Македонски манифест покажува дека е на линија на мислата и делото на македонскиот народ од 500 и кусур години, бар толку јас знам дека ова песна е испеана, нека помогне историја ако е подалечна или поблиска кон минато. И со ова пресуда сакаме да го скренеме вниманието, како преска што реков, доста беше да се скрневи се што е македонско. Како од иностраните недобронамерници, така и од домашните предатели. Може би ќе речете остров се изазова, ама браниме големо азно, браниме голема историја и дадено ние во наследство и немаме право да го раздаваме. Зошто се одлучивме четвртата пресуда да е морална највисока
јавна осуда на Европа, на Европската унија, ќе не воведе во темата најпрви нашиот председател, Евтим Клетников. Почитувам Клетников, земете збор. Благодарам. И сега вака, ако стоите, ќе мора во раци да го држите. Не, мислам дека се слушате. Добро. Председателскиот председател. Не закочува микрофон. Не, се снима, се слуша. Почитувани браќа и сестри, сите сме ние браќа и сестри во македонството и во идејата за која се бориме. Ја чувме песната за блудницата Вавилонска. Таа блудница се наоѓа, како што знаеме и во Откровението, односно последната книга на Библијата во Новиот Завет, во видение на апостол Јован. Така и таа блудница изгледа е реална, што ја предвидел он. Некои велат дека тоа било Римската империја, која ги таманела, ги колела христијаните, ги уништувала Нерон, натаму Калигула. Меѓутоа, менталната слика на Римската империја ја презеде пар екселанс западната цивилизација, која еве сега се крие под маската Европска унија. Ова песна е испеана пред 100 години, рече и може и Кусур Сотир, а имено е испеана по Букуреш 2013 по Балканските војни и Првата светска војна, кога минува македонскиот народ изневидени голготи и кога видел дека единствено во Европа нема спас и милост од Европа за Македонија, која ги конституира уште на Берлинскиот конгрес, нели сите овие ги отцврсти балкански држави, па им доведе дури и кралеви од Германија, од Англија и така натаму. Македонија ја остави како празен простор за парчење и подмирување на балканските кербери, кучиња, предатори нивни, така и се случува тоа до денес. Прво за моралниот суд. Морални судови се појавуваат во епохи каде што отсуствува морал и етика. Не само кај една држава, туку може и кај една цела цивилизација. Тоа го почувствува, да речеме, сјајниот англиски филозоф и математичар Бертран Расел и францускиот сјаен филозоф и етичар Жан-Пол Сартр, кој го основаа Раселовиот суд за да ги судат западните, конкретно американските злосторства во Виетнам, и потоа тие презедо еден проект кој не го дореализира и ние не знаеме, нашите историчари не го истражија тоа докаде е. Тие работеа на геноцидот на македонците и ирците во 20 век, кој го означиле, имам од некои извори добиено податок, како народи кои претрпеле најголем геноцид во Европа, да беа живи сега да видеа каков геноцид ни се случува, тие ним косата на глава, чим се кренеше. Значи, морални судови се појавуваат во епохи, во држави, па и во цели цивилизации, каде што нема морал, нема етика и нема храброст. А етиката и моралот идат заедно со храброст. Се јавуваат во кукавички времења, што вели Пушкин во Спутно е времја, или србите имат еден убав поем Вунена времена, волнени времења, така за кои настрада едно време мојот колега Гојко Џоб, ако се сеќавате на таа афера, која ја го критикуваше Тито и така. Значи, не може да не се оттргне од печатокот, мислам, таа е диагноза што ја дал нашиот народ е феноменална за Европа, бидејќи сега е уште по-значајна таа нивна, како да речам, пророчка диагноза во времето, дека Европа никогаш нема да има милост кон Македонија. Тоа се покажа и сега без сомнение дека концептот на Европа веќе 100 години трае за ништење на Македонија и македонците. Тоа е повеќе од очигледно. Ако се земе хрониката на настаните, тие, имавме ние едно кратко интермецо во Југославија, како, меѓутоа, кога испаднавме после од Југославија, како, еве, самостојни,
се сетија балканските волци дека нешто не е во ред и веднаш презема акција и дојде она нацифашистичка Лисабонска декларација 1992 која е пар екселанс нацифашистичка хитлеровска, затоа што по времето од како тие го ликвидира Аушвиц го отворија нов Аушвиц во Македонија. Цела Македонија е претворија како Аушвиц на оваа цивилизација, морам слободно да кажам за ништење. Нив не им успеа фактички цели 100 години да го уништат македонскиот народ и идентитет од Букуреш наваму, применувајќи два типа на геноцид, физички и идентитетски, истовремено, забрана на јазик, на меморија и така, но се сетија дека најефикасен метод за уништување на еден народ е геноцидниот метод идентитетски, лишување на еден народ од неговата меморија историска, колективно од неговата генеза. А македонската генеза, знаеме, за неа сведочи највалидниот документ, религиски, антрополошки, историски, како сакате, на европската, западната и пошироко цивилизација, Библијата, каде што Македонија се јавува уште во првата книга на Стариот Завет, Битие, во 10-та глава, и натаму како златна жица се провира, посебно и со доаѓањето на апостол Павле, пазете, лично од Исус Христос пратен во Македонија, како што пишува во дела апостолски, се до последните страници на Новиот Завет екзистира тоа име во пол сјај. Така. И наеднаш се сетија овие од Брисел дека единствен начин сега да се уништи Македонија посегнување по нивната идентитетска глава, како што по една аналогија, еве да ви кажам, како што го направи тоа, да речеме, Ирод со Јован Крстител, му ја пресече главата за да ја уништи верата во правдата и во Бог, бидејќи тој одеше низ пустината и пееше на сет глас: исправете го патот за Господ. Меѓутоа Господ не е присутен во западната цивилизација. Западната цивилизација која се гордее Европа, дека е го донела егалите, либерите, фратерните, што е фактички македонска формула на античките македонци, на еднаквост во сите цивилизации и народи, дека донела на светот, му донела правда, вистина, наука, култура и така натаму. Не е спорно дека Европа, западната цивилизација, има извонредна култура. Научници, писатели, поети, филозофи и така, но има и едно извонредно варварство, како во Римската империја. И не сте сигурни кога ќе ги поставите на таз што е посилно. Ја мислам варварството. Имам и напишано 100 пати дека не може Шекспир да ја спаси западната цивилизација од варварство. Таа уништи цели цивилизации, златни, развиени, културни. Например, во Јужна Америка, мај, ацтеки, инки, толтеци. Таа го плячкаше светот од Јужна Америка преку Африка до Азискиот Пацифик. И што е феноменот за ова, да бидам пократок, со злосторството кон Македонија? Прв пат на европско тло Европа, блудницата Вавилонска, посегнува по идентитетски геноцид кон еден цел народ со една богата културно-цивилизацијска култура и мисија, која што нормално христијанството, новата цивилизација почна од Македонија, затоа беше пратен апостол Павле тука од небото. Значи, посегна по она што се вика идентитетски геноцид, како најбезболно. Нема бомби како 48 година, да Тивко со еден подпис, што рече во еден есе, мојот пријател Љупче Коцарев, се брише, цела меморија на еден народ, цело сеќавање, му се одзема сеќавањето. И тој се остава на една овака платформа, како некое дрво исушено без корен, наеднаш, без лисја, без цветови, и тоа е ситуацијата со македонскиот народ. И што е феномена? Значи се сетија дека со
идентитетскиот геноцид најлесно ќе се справат со македонците. И така бидна. Нашето име не е уништено во таа смисла. Оно е само варварски одземено и предадено на друг, на грците. А тој кој го поседува името, го поседува неговиот целокупен културно-цивилизацијски имот. Бидејќи се што поседува Македонија, тоа доаѓа преку името македонско, македонци и така натаму. И сега целиот антички имот на Александар, на Филип, сега е грчки. И сега останува уште она француската рамка на новиот француски маркиз де Сад, јас го викам Макрон, кој што сепак морам да му се извинам на маркиз де Сад, бидејќи не е глупав како Макрон, тоа е ние го знаеме маркиз де Сад неупатените како порнограф, не е точно, тој е голем филозоф. И он во своите есеи најдов дека говори за задоволство во убиството, естетика на убиството. И мислам дека она што се случи со Македонија беше задоволство во убиство на еден народ. Тие беа задоволни. Таа помпа што се припремаше за таа ликвидација се изведуваше во таква помпа со светски овака лидери, со една таква свеченост, посвечена од една свадба. Ја ви рекол, тоа беше мртовечка свадба, за жал. И така станува збор за една цивилизација која Македонија сега ја детектира со она што и се случува како пар екселанс варварска. И ние оваа морална пресуда ја донесуваме за да знае Европа, че ја пратиме по амбасади, по овие, да знае дека не сме глупави. Они се уште мислат, овие некои амбасадори кои се однесуват тука како петлиња на будиште низ Македонија, мислејќи дека е ова еден глупав народ, не знае што му се случило. Да знаат дека знаеме што ни се случило, дека се варвари со нивниот гес, дека извршија идентитетски геноцид. А идентитетскиот геноцид, знаете што велат антрополозите за него? Дека е најстрашната смрт од сите видови смрт што може да му се случи на еден народ. А тоа му се случи на македонскиот народ со една културно-цивилизацијско благо кое никој народ го нема во Европа. Кое е запишано и во Библијата, реков, и кај античките историчари, кој не. И мисијата на Кирил и Методи само да ја земе после антиката, продолжува таа македонска светлина низ цела Европа и така натаму и така натаму. Меѓутоа светлината им смета на темните, како што му смета на ѓаволот, да речеме. Има и една стара легенда германска која искористи Гете за неговиот Фауст, во која Фауст е, значи, метафора, архетип на западната цивилизација, кој му ја продава душата на ѓаволот, Мефистофел. За ова и за она не е важно, тоа е друга тема. Значи, душата на оваа цивилизација одавна е предадена на ѓаволот и така да не се чуде. Еве, извинете, малку бев предолг, може малку и екстатичен повеќе, ама тоа да ви кажам повеќе од болката, што ја чувствувам, како и ви од тоа што ни се случи, така да, еве, значи, единствен спас за нас е прекинување на овај преспански договор по цена и да не бомбардираат. Зошто се плашиме? Па Србија ја бомбардира 87 дена, па издржа. И пеја песни. Па ние сме кукавици. Сте слушнале од наша влада патриотска сега да го спомне ова преспанскиот договор, а пред избори да добијат гласови? Како велеше председателката? Штом дојдеме ние на власт, веднаш ќе го прекинеме. Мораме ние да им кажеме дека не се согласуваме со овај кукавичлук ниве. Дека мораме да почнеме да работиме на раскинување. Макар ние индивидуи, ситни групации, така што имат етика, да речем и храброст, да не се само пофалува. Ви благодарам за вниманието, Сотир продолжи. Јас
И ние и вие му благодариме на Ефтим Клетников, кој на себе својствен начин, извините, овој пат не бевте долги, морам да ви исправам, направи еден многу убав прелет низ историјата, низ религијата и ни направи еден прекрасен микс културолошки, идентитетски, морален и етички, за кој само можеме да му благодариме. Примитив еден поим употреби, еден збор употреби темните. Па, пред да го најавам нашиот генерален секретар, Цветан Гавровски, ќе кажам, токму за тие луѓе, темните, што еден јазик од давнина вели вири обскури, темни луѓе, а нешто поново е homo videns, гледат, а не видат, слушат, а не заушуват. Имат рацио, ама немат поима да поимат што е народ, што е нација, што е самобитно, што е суверенитет, што е идентитет и што е независност. Ние ја напишавме оваа пресуда. Одлучивме да ја прочитаме од првиот до последниот збор, тоа најгениално, најдобро го прави нашиот Цветан Гавровски, и ја користиме приликата, бидејќи ни удостои Академијата, почитуваниот Љупчко Царев е тука, историјата Ачковска почитуваната, Стефан и сите вие, драги мои браќи и сестри, да видите зошто го правиме овој морално-етички чин. Цветане, те молам, повели, пренеси им ја содржината на нашите браќи и сестри од пресудата. Морален суд, македонска вистина. Во име на вистината, моралот и правдата. Моралниот суд, македонска вистина, без основа на основите, целите и правилата за организирање и функционирање на судот во состав Ефтим Клетников председател, Цветан Гавровски, Дардан Венецки, Сотир Костов и Валери Стефановски, на својата седница одржана на ден 13 мај 2025 година, го разгледа и оцени однесувањето и делувањето на Европската Унија кон Македонија и македонците во еден подолг временски период, како и штетните последици од таквото делување, кое е во директна спротивност со императивните норми на меѓународното право и спротивно на моралните норми. Судот по сеопфатна расправа и разгледување на бројни општо познати факти утврди дека се исполнети условите Европската Унија да се прогласи виновна по повеќе основи, пошто ја донесе следната морална пресуда. Европа од народот опеана како вавилонска блудница, виновна е за спроведување и подршка на геноцид врз македонскиот народ, кој предизвика сериозни ментални повреди и колективна траума на целиот македонски народ. Делото е сторено во еден подолг временски период. Се започна 1912-1913 година со Балканските војни. Виновна е затоа што отворено ги поддржа соседите кои на Балканските војни ја парчеа Македонија на терен и го асимилираа македонскиот народ. Виновна е затоа што во Букуреш 1913 година заедно со соседите ја парчеа Македонија на маса и го потврдија геноцидот. Виновна е затоа што по Балканските војни го поддржа раселувањето на повеќе стотици илјади македонци од Беломорска Македонија, меѓу кои и 28.000 деца кои беа оттргнати од прегратките на мајките и расфрлени низ Европа. Но овие луѓе и денес им е забрането да се вратат во родните огништа ако не се декларираат како грци по род. Овој нецивилизацијски чин го премолчува и не превзема никакви мерки да го осуди овој геноцид. Виновна е за фрлање напалм бомби во 1948 година врз македонските градови и села. Европската Унија е виновна затоа што во 1992 година ја донесе и усвои Лисабонската декларација со која се забранува влез во Европска Унија на држава која во својот назив го користи името Македонија. Виновна е затоа што 2001 година заедно со својот стратешки партнер ја поддржа агресијата врз Македонија од надвор и од внатре, пошто го наметна Охридскиот рамковен договор со кој се редефинираше македонската држава. Виновна е затоа што во 2005 година заедно
Со својот стратешки партнер ни ја наметна временската спогодба со Грција, со која спротивно на член 4 од повелбата на Организацијата на Обединетите нации ни се наметна пети дополнителен услов за запишување во Обединетите нации, а тој услов е да се договориме со Грција за именување на сопствената држава. Геноцидот продолжува и денес, и тоа во најперверзната форма, со жестоки притисоци, уцени и закани за идентитетска самоликвидација, за да не можеме повторно да воскреснеме. Од македонците се бара сами да избришеме се што е македонско. Како метод се користи морковот и стапот. Морковот е Европската Унија и ветувањето за влез во неа, а стапот е ветото со кое ни се закануваат ако не ги прифатиме сите геноцидни барања на соседите. Виновна е затоа што отворено ги поддржува геноцидните договори со Бугарија и Грција и бара нивно стриктно спроведување, иако многу добро знае дека со нив брутално се гази по императивните норми на меѓународното право, како што се Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови права, Европската конвенција за правата на човекот, Виенската конвенција за договорно право и Конвенцијата за спречување и казнување на злоството геноцид. Виновна е затоа што бара стриктно почитување на геноцидните договори со кои за нас, македонците, се суспендирани највисоките неотуѓиви права, како што се правото на самоопределување и самоидентификација, но ни се суспендира и државниот суверенитет. Суспендирано ни е и неотуѓивото право за грижа на македонското малцинство во соседството. За нас, македонците, се суспендирани и општо прифатливите принципи во меѓународните односи и дипломатијата, како што се еднаквост и равноправност меѓу државите и народите, реципроцитетот и немешање во внатрешните работи на државата. Виновна е затоа што ги поддржува геноцидните барања на соседите со кои од македонците се бара да се откажат од сопственото име, идентитет и јазик. Виновна е затоа што ги поддржува барањата да се откажеме од историското и културно наследство, од древните македонски символи, но и да прифатиме соседите да ни пишуваат учебници. Со еден збор, Европската Унија е виновна затоа што поддржува геноцид кој е забранет со меѓународното право. Виновна е и затоа што по референдумот од 39.2018 година, кога народот јасно кажа не за Европската Унија, не за НАТО и не за Преспанскиот договор, и со тоа практично наложи прекин на пристапните преговори за да ја спречи можноста за уцени и закани. Европската Унија е таа која преку својот висок представник ни порача проблемот да го решиме на балкански начин. Тоа не значеше ништо друго, туку препорака за брутално газење по уставот и законите на Република Македонија и уште по брутално газење по волјата на народот и јасно изразена на постоечкиот референдум, што потоа и се случи. Конечно, Европската Унија е виновна затоа што ја изготви и со консензус ја усвои преговарачката рамка во која ги вгради сите геноцидни барања на соседите, заедно со забелешката на Бугарија дека тие не признаваат македонски јазик. Со тоа Европската Унија само за нас, македонците, ги суспендира собствените копенхашки критериуми за прием на нови членки. На тој начин геноцидните барања на соседите станаа геноцидни барања на Европската Унија кон македонците како услов за влез во Унијата. Сето ова е проследено со перверзија, а тоа е ветото и заканите за дестабилизација ако не ги прифатиме овие геноцидни барања. Со оглед на сето ова, Моралниот суд оцени дека Европската Унија е виновна за сторен геноцид, кој е спроведен и се уште се спроведува врз македонскиот народ, поради што и изрекува најстрога морална осуда. Образлошение. Моралниот суд нема дилема дека денес Македонија е под жесток притисок и мноштво нецивилизацијски геноцидни барања од нашите соседи и Европската Унија, незабележени во историјата на државите и правото за бришење на се што е македонско. За судот легитимно се постави прашањето дали нашите соседи имаат сила и моќ сами да спроведат еден ваков грандиозен геноциден проект незабележан во својата историја или зад него стои некој многу помоćен, а соседите се само нивни извршители, джелати. Одговорот на оваа дилема го даде македонскиот народ, кој уште пред повеќе од 100 години испеа народна песна со рефренот Европо блуднице Вавилонска.
Народот е тој кој го посочи својот душман, кој највелканите геноцидни работи ги препушти на нашите соседи. Постојат бројни непобитни докази дека токму Европската Унија е носител на овој геноциден проект. Токму таа изготви и усвои преговарачка рамка во која ги вгради сите геноцидни барања на соседите. Европската Унија е таа која не презема никакви мерки да ја принуди Бугарија да спроведе 16 правосилни пресуди на Меѓународниот суд за правдата по тужбата на македонците во Бугарија. Место притисок врз неа, притисок вршат врз Македонија за да прифати геноцидни барања. Европа е таа која ги создаде и призна соседните држави. Грција во 1830 и 1832, Бугарија и Србија на Берлинскиот конгрес 1788 година и Албанија во 1913 година. На Берлинскиот конгрес беше предвидена автономија и за Македонија, но оваа одлука никогаш не заживеа во практиката. Европа е таа која не го поддржа возобновувањето на македонската држава. Причините се бројни, но судот не се занимаваше со нив, туку само со ноторните факти кои го потврдуваат геноцидот, кои исто така се бројни. Геноцидот започна со Балканските војни 1912-1913 година, но за тоа претходеа деценијски подготовки. Периодот од Берлинскиот конгрес до Балканските војни е искористен за подготовки на престојниот планиран геноцид. Откако ги создаде државите во нашето соседство, Европа е таа која го поддржа возобновувањето на грчката, српската и бугарската црква, кои порано биле во диецезата на Охридската архиепископија, но не го поддржа возобновувањето на македонската црква, иако е прва црква на европскиот континент основана од апостол Павле. Европа е таа која го поддржа основањето на грчки, бугарски и српски црковни општини со повеќе од 2800 грчки, бугарски и српски црковни училишта, во кои при крајот на 19. век 156.000 ученици македонци беа учени дека се грци, бугари и срби. Европа е таа која ги поддржа и пописите на Отоманската империја, кои се вршени по Милет системот, кои се пописи по црковна, а не по етничка припадност. Бидејќи немаше македонска црква, пописите на териториите на етничка Македонија покажаја присуство на грчки, бугарски и српски милет, но не и на македонски милет. Тоа и послужи на Европа како изговор Македонија да третираат како географски простор на кој живеат грци, бугари и срби. Со тоа подготовките за престојниот планиран геноцид беа завршени. Па Европа во 1912 година даде виза на нашите соседи да стартуваат со физичкиот геноцид врз Македонија и македонците. На Конгресот во Букуреш 1913 година со свое присуство на маса Европа го потврди парчењето на македонската земја и асимилација на македонците. Европа е таа која треба да се срами со геноцидот врз македонците. Стотици илјади македонци се раселени после тоа. Меѓу нив и 28.000 деца одземени од мајките и расфрлени низ Европа. Никој од нив не може да се врати на родните огништа ако не се декларира како грк по род. Овие луѓе не можат да ги остварат ниту наследните права, Европа го премолчува геноцидот. Во 1944 година, по 4 години револуционерна борба, македонската држава воскресна, но само на еден дел. За да го спречи обединувањето на македонците, Европа е таа која фрлаше напалм бомби во 1948 година врз македонските градови и села во Беломорска Македонија. Од 1992 година Европската Унија ја смени стратегијата и прејде само кон идентитетски геноцид. Тогаш со Лисабонската декларација беше забрането во Европската Унија да влезе држава која во својот назив го содржи името Македонија. Од тој момент на македонците практично им беше соопштено дека ако сакаат да се интегрираат во Европска Унија, ќе мора сами да го избришат своето генеричко, исконско, свето, библиско и наследно име Македонија. Оваа срамна геноцидна одлука до денес не е отповикана. Во 2001 година истата таа Европска Унија, заедно со својот стратешки партнер, ја потврди и поддржа логистичката агресија врз македонската држава, за потоа да го подготви и поддржи Охридскиот рамковен договор, со што се рушат основските темели и е редефинирана македонската држава. Во 2005 година Европската Унија повторно со својот стратешки партнер ја подготви и наметна времената спогодба со Грција, со која спротивно на член 4 од повелбата на Организацијата на Обединетите нации
нации, во која таксативно се набројани условите при која секоја земја кандидат треба да ги исполнува за да биде запишана во редот на држави членки на Обединетите нации, за нас, македонците, е доделен нов дополнителен пети услов. Член 4 од повелбата на Обединетите нации е императивна норма во која никој не може и не смее да интервенира. Никој не може и не смее ниту да одзема, ниту да додава нови услови. За ова постои судска пракса во Меѓународниот суд на правдата од 1948 година, која задолжително треба да се применува на сите идни слични случаи. Меѓународната комисија од 5 експерти по уставно право, начело со Бадинтер, потврди дека Република Македонија ги исполнува сите 4 услови, таксативно наброени во член 4 од повелбата на Обединетите нации. Но тоа на нашите душмани не им беше доволно. Современата спогодба од 2005 година ни беше наметнат пети дополнителен услов и тоа е да се договориме со Грција за именување на сопствената држава. При тоа свесно се заборава фактот дека Македонија не е нова држава. Македонија како членка на Југословенската федерација е суверена држава, членка на Организацијата на Обединетите нации од моментот на основањето на оваа организација во 1948 година. За Македонија по дисолуцијата на СФРЈ беше доволно само да биде запишана промената од Социјалистичка република Македонија во Република Македонија. Лисабонската декларација го забрануваше ова, па затоа ни беше наметната временската спогодба. Геноцидот продолжува и денес и тоа во неговата најпервезна форма, а тоа е идентитетска самоликвидација. Од нас се бара сами да избришеме се што е македонско, за да не можеме повторно да воскреснеме. Како методи на принуда се користи морковот и стапот. Морковот е Европската Унија и бруталните лажни ветувања за влез во неа, а стапот е ветото и заканите за дестабилизација на земјата ако не се прифатат сите геноцидни барања на соседите и на Европската Унија. Европската Унија е таа која ги поддржува геноцидните договори со Бугарија и Грција и бара нивно стриктно почитување, иако многу добро знае дека со нив се повредуваат императивните норми на меѓународното право, што ваквите договори ги чини ништовни и непостоечки од моментот на подпишувањето. Таквите договори се третираат како да не се донесени и не произведуваат правно дејство, затоа што со нив се суспендираат највисоките и неотуѓиви права, како што се правото на самоопределување и самоидентификација. Ни се суспендира државниот суверенитет и неотуѓивото право на грижа за македонското малцинство во соседството. Ни се суспендираат и општо прифатените принципи во меѓународната дипломатија, како што се еднаквост и рамноправност меѓу државите и народите, немешање во внатрешните работи на државата и реципроцитет. Тие за нас не важат. За жал, сето ова Европска Унија го поддржува. Со геноцидните договори од нас се бара да се откажеме од историското и културното наследство и да прифатиме соседите да ни пишуваат учебници. Античката историја до 7. век се става во грчка вреќа, а средновековната историја од 7. век до 1944-45 година треба да се впише во бугарскиот катастар. На овој начин македонците мораат да се откажат од корените и историскиот континуитет. Со тоа ќе станеме дрво без корен, измислица на Тито, дојденци, натрапници и узурпатори на името Македонија и македонци, кои на патот кон Европската Унија треба да се изберат нов идентитет според туѓи желби. Ако ова не го прифатиме, ни лепди заканата за вето и дестабилизација. За наша среќа, единствен кој свесно гледа на овој геноциден проект е македонскиот народ, кој на референдумот од 30 септември 2018 година кажа не за ЕУ, не за НАТО и не за Преспанскиот договор. Според Уставот на Република Македонија, суверен во државата е народот. Неговите одлуки донесени на референдум се неприкосновени и задолжителни. Нивното неспроведување е кривично дело. Со оваа своја одлука, народот практички даде налог на извршната власт да ги прекине пристапните преговори за влез во Европската Унија и НАТО. Со тоа, народот ја спречи можноста на пат кон Европска Унија со уцени, закани и лажни ветувања да се реализираат геноцидните барања. Европа и нивните домашни измеќари се најдоа затечени. Македонскиот народ со својата одлука го запре геноцидниот проект. Експресно реагираше Европската Унија, која веднаш не испрати свој висок представник, кој овде на лице место без срам и чувство на одговорност ни порача:
Решете го проблемот на балкански начин. Решавање на балкански начин не значи ништо друго, туку препорака од Европската Унија проблемот да се реши со брутално газење по уставот и законите на Република Македонија, но и по референдумската волја на народот. За наша несреќа, меѓу македонските политичари се најдоа домашните измеќари во служба на европските налогодавачи. Место да го спроведат налогот изгласан на референдумот од народот и да ги прекинат пристапните преговори со Европската Унија, тие го реализираа геноцидниот налог од својот европски налогодавач. Така преспанскиот договор, подпишан од неовластено лице, спротивно на Уставот на Република Македонија, со суспензија на надлежностите на председателот на државата, беше дополнет со уставни измени. Спротивно на референдумската волја, беше избришено исконското, природно, свето, библиско и наследно име Македонија, проследено со уцени, закани и притвор на пратеници потребни за гласање на уставните измени. По овој срамен чин продолжија пристапните преговори, иако народот со референдумската одлука даде налог за прекин. Но ова не е се. За да ги остани основните преговори за билатерализација на пристапните преговори, Европската Унија во 2022 година сите геноцидни барања на соседите ги вгради во преговарачка рамка, едногласно усвоена од сите членки на Европската Унија. Со ова Европската Унија официјално само за нас ги суспендира собствените копенхашки критериуми за влез во Европската Унија и ни воведе нови геноцидни услови запишани во преговарачката рамка. Со ова Европската Унија и писмено потврди дека геноцидот врз македонците е европски проект, а нашите соседи се само нивни извршители задолжени за највелканите работи. Сепак најстрашно во сето ова преговарачка рамка е тоа што во неа е вградена забелешката на Бугарија дека не признава македонски јазик. Со ова Европската Унија по втор пат, по Лисабонската декларација, ни порача дека не можеме во Европска Унија како македонци со македонски јазик. Судот се надева дека оваа нацифашистичка порака ќе допре до нашите политичари да го прифатат налогот на народот од референдумот одржан на 39.2018 година и да ги прекинат пристапните преговори кои неминовно водат кон геноцид во форма на идентитетска самоликвидација. Со оглед на сето погоре изложено, Моралниот суд Македонска вистина ја прогласи Европската Унија виновна по сите основи децитно наведени во диспозитивот, пошто и изрече најстрога морална осуда. Пресудата да се јавно објави и достави до архивот на Република Македонија. Морален суд Македонска вистина, председател Евтим Клетников, членови Цветан Гавровски, Дардан Венецки, Сотир Костов, Валери Стефановски. Скопје, 13 мај 2025 година. Му благодарам на нашиот генерален секретар Цветан Гавровски, кој на себе својствен начин вија доближи се на пресудата. Малку подобро сте запознаени, сум многу благодарен. Се запознавте поприлично зошто се одлучивме на овој чекот. Сега сепак така, по-конкретно образложение ќе ми даде авторот пишувачот на пресудата. Секако таа се надогради од останатите членови на судот и на Македонски манифест. Дардан Венецки, едно моќно име, ќе каже Дардан Венецки, ќе каже зашто брани уште исто така моќно име Македонија со оваа пресуда и ќе покажеме зашто ќе ве потсета малку на Анце Поповски на минатото, кога кажа дека со збор и непокор македонствуваме, значи и Гане Тодоровски, и така ќе ја браниме Македонија, но и еден нов поим што тој го измисли, ако се сеќавате, Македонија. Па да не повели. Дај ги сите аргументи, факти, докази, зашто обвинувме, судевме, прогласивме виновна Европска Унија и пресудивме со јавна, највисока јавна морална осуда. Повика. Благодарам, Сотире. Ке се обидам да видам курс, да не се повторувам. Ја слушнавте пресудата во овоја
презентираше нашиот секретар Цветан Гавровски, ќе додадам и нешто мое за чисто подобро поимање на истата. Знаете што е мојата болка, што е мојот предмет на интересирање, па тие мои сознанија лични сакам овде да ги дополнам и да ги споделам со вас. Ова што вие сега го слушнавте е само мал дел од лусторствата што Европа, а подоцна и Европската Унија ги имаат сторено кон македонците и кон Македонија и македонскиот народ. Причините се општо познати. Тие се геополитички, геостратешки, економски и цивилизацијски. Наша единствена вина во овој случај што ние припаѓаме на големиот род на славјански народи. Тоа е нашиот единствен грев. Западот не може да смисли својата цивилизација да темели на еден народ кој припаѓа на овој род. Затоа што све што е запишано во името се припишува на овој древен исконски свет библиски народ. За нив ние сме европските индијанци. Запишано е во повеќе акти, во повеќе дела. На сите ви е позната изјавата на високиот представник на Европската Унија, представник во Босна беше за Европската Унија, со неговата изјава дека словените се најголема закана за западната цивилизација, поопасна и од исламскиот фундаментализам. Влезено и во програмите и плановите на Ален Далас и ЦИА. Тие тоа го негираат, меѓутоа праксата потврди дека тоа е вистина. Не збриша од британските острови, од Франција, од Италија, од Швајцарија, Германија, нордиските земји, од Крит, Пелопонес, сега ние денес сме овде. Оно што не можат нашиве соседи, односно некои од нашиве соседи да го сватат, дека и тие утре ќе дојдат на ред. Да се свесни за ова што го прават, ќе не бранат како капка вода на дланка за да можат утре себе си да се одбранат. Го слушнавте како идеше редоследот на овој геноцид. Тој има длабока позадина во историјата. Меѓутоа ние се определивме да ги перцепираме и да ги презентираме на станите од Берлинскиот конгрес навака кога почна подготовките и геноцидот кој започна со Балканските војни Букуреш 1913 година. Физичкиот геноцид започна со Балканските војни. Подготовките ги видовте од формирањето на државите на Берлинскиот конгрес преку формирањето на црквите, црковните општини, црковните училишта и пописите по Милет систем, кој покажа дека нема македонци на територијата на етничка Македонија, затоа што пописите беа такви. Тие пописи покажаа присуство на грчки, српски и бугарски милет, но не и на македонски. Немавме автономија, немавме црква, нас не ни беше дозволена и тоа беше основот за парчењето. Во поново време, Европската Унија е таа која што ги донесе геноцидната Лисабонска декларација од 1992 година, кога почиња практично, кога го напуштија физичкиот геноцид, затоа што им воскреснав. За да не се случи тоа, тие предува на идентитетски геноцид, на идентитетска ликвидација во најперезната форма, идентитетската самоликвидација. Од нас се бара сами да се избришеме. Затоа во таа Лисабонска декларација стои одредбата дека во Европа не може да влезе држава која во својот назив го содржи името Македонија. Ја донесоа и преговарачката рамка во која вградија забелешката на бугарите за непризнавање на македонскиот јазик. Тоа значи дека по никоја цена не ќе може да влезе во Европската Унија држава чиј јазик е македонски. И конечно, она што го немате во пресудата, на 9. мај 2022 година Грко-православната црква на Истанбул, начело со самопрогласениот папа Вартоломеј, не внесе во канонско единство, но не призна како црква Охрид. Внимавајте, црква Охрид. Нема македонска православна црква, избришено е, нема Охридска архиепископија. Само во границите на денешната Република Македонија. Значи, им се одзема и црковната юрисдикција врз црквите во диаспората. Еве ги подготовките.
Само наивни луѓе, само наивни политичари може да се надеваат дека при постоење на вакви меѓународни правни акти, кои се уште се во правна сила, дека ние ќе влеземе во Европската унија како македонци со македонски јазик. Од авион се гледа што ни подготвуваат и што не чека. Ако тие сакаат да не примат во Европската унија, ќе не примеа први пред сите други. Ги слушнавте причините и ги слушнавте ставот на Балинтер и комисијата што тој ја предводеше. Меѓутоа тие не сакаат. Ако не сакаат, со акламација ќе не примеа. Европа без Македонија грдо звучи. Знаете ли зашто? Има повеќе причини, ќе заведам само некои. Ние го дадовме името на Европа. Европа го носи името по Европ, синот на Македон, по кого територијата која што ја владее е наречена Европија. Децидно е запишено кај античкиот римски историчар Јустин во неговата Филипова историја 7 книга. Го носи нашето име, а нас тамо не сака. Постои и град Европ, постои и принцизата Европа, сестрата на Кадмо, основачот на Теба Плакенска, во поднежје на Плакенска, планина подрасна и на Охрид. Единствена Плакенска планина што јас ја знам, она е во подножјето на, мислам, тоа се над Охрид и Требениште. Погледете која коинциденција, која вистина. Тоа е, значи, го носи нашето име, а не сака. Причините ги слушнавте. На Европа ја дадовме првата европска држава, првата историски потврдена држава 9 век пред нашата ера. Пред тоа имаме 28 митски кралеви. Меѓутоа тие не ги сметаат по историјата. Ја дадовме првата држава на обединети народи, во која се презираше робството и сребролюбието. Тоа е универзалната држава на Александар. Таква држава во антиката не е повторена. И го подаривме христијанството. Првата црква, првите црковни општини, првите епископи, првата христијанка Лидија, се ова запишено во делата апостолски во Библијата. И ја подаривме писменоста. И го подаривме првиот универзитет со 3.500 ученици на Плаучник, 2 века пред оној во Болоња. И ја подаривме Ренесансата. Дури тројца италијански автори, Ханкок, Бонарел и Бовал, тврдат дека основата на европската ренесанса се тајните учења или алхемиските списи, кодирани од Херемс и чувани во Охрид. Под спонзорство и налог на дукот на Фиренца Медичи, тие се земени, купени, одземени, украдени, не е битно како сакате, третирајќи и однесени и станаа основа на европската ренесанса. Што да кажеме за ренесансните фрески? Светот учи дека ренесансата почнала со ренесансните фрески во Италија, пред се онија во Болоња. Меѓутоа ние овде ја имаме Курбиново, црквата. Имаме Нерези овде, 1164 година, 2 века пред Болоња. Нашиот символ, еве овдека го гледате, ангелот од Курбиново. Ова Европа не може да го сокрие. Ова се фрески потврдени со C14 метода. 2 века пред онија во Болоња. Не можеше тоа да го сокрие, меѓутоа не може да прифати дека нешто почнало од оваа за нив мала, меѓутоа за нас многу голема цивилизацијски опишана Македонија. Па таквите фрески во македонските цркви 2 века пред, онија 2 века пред ги нарекува ренесансни фрески од предренесансен период, што е странно за науката. Можеме да набројуваме до 50 цивилизацијски досреди, кои ниеден од овие не се припишува на Атина, Спарта и Коринт или Тебе, кои беа полудржавни творби, туку се на варварите од север. Тоа Европа не може да си го прифати. И што направи? Целокупната античка цивилизација, писменост и култура до 6 век
ја припиша на античка Грција, која во историјата никогаш не постоеше. Првата грчка држава е од Солоновскиот протокол 1832 година. Докази за цивилизацијски дострели на грците нема во историските извори во антиката. За да го надмина това, со еден потез, тие го надмина со тоа што античките македонци ги прогласија за грци. Така, античката македонска цивилизација стана грчка. И денес цел свет учи како грчка, а нас нигде не нема. Средновековната историја им ја препушта на бугарите. Тоа впишување во бугарски катастар иде, се уште трае, на начин што тоа им е овозможено преку договорот за добрососедство, преку историските комисии предвидени со него, преку протоколите и преговарачката рамка. Гледајте, а како може да им го припишат нив? Тие ја прогласија за Бугарија како творец на словенската писменост, цивилизација и култура. Тоа е нешто несватливо, непоимливо. Историските извори велат дека нашите просветители Кирил и Методи никогаш не стапнале во Бугарија. Во времето на нивните мисии 855 до 863 година бугарите нити се словени, нити се христијани, нити користеле во официјална употреба словенски јазик. Првиот покрстен бугарин е ханот Богорис, со христијанско име Борис. Првата црква бугарска е 1870 година, 7 години после Моравската мисија, а првпат според нивната официјална историја словенскиот јазик е воведен 893 година на Преславскиот собор, кога е устоличен царот Симеон. Меѓутоа и тоа е лага. Ако се погледаат печатите на царот Симеон и на поглаварот на бугарската црква и нивните дипломатски преписки, ќе видите дека се уште тие го користат се до 12 век, така нареченото грчко писмо, тоа е всушност коинето. И сега перверзијата е во тоа што оние што дојдоа во 8 век пред нашата ера, како што вели Есхил во бела облека црн тен, или како што вели Тукидид, кои што дојдоа како пирати и за кои беше срамно и недостоинствено да работат, станаат творци на европската цивилизација, писменост и култура, а оние што во 7 век од новата ера дојдоа од Азија како најпримитивно племе во свилени шарвари, со чалми на главата, со конска опашка на стап во раката и со живо месо испод седло татар бифтек, тие стана се словенски просветители. А ние, што сме ние? Ние сме тие дојденците, натрапниците, од задкарпатските мочуришта, узурпатори на името Македонија и македонци. А што им следи на узурпаторите? Да ги нема. Па тоа и ни се случува, тоа и ни го прават. Сакаат да не нема. Овој процес, тоа треба да го покажа. За наша несреќа, ние имаме неуки политичари кои не се консултираат со науката, со научните работници, со научните институции и сами преземаат, па еве докаде не донесаа. Вака концепирана, пресудата на Моралниот суд отвара и повеќе дилеми кои што бараат поширока научна расправа. Тоа е пред се дали нас во овој момент ни е потребна ваква Европска унија, нецивилизирана, нацифашистичка. Потоа, дали оваа власт и било која една има легитимитет и правен основ да води пристапни преговори за влез во Европската унија, и трето, дали ваквите преговори под вакви услови со потребни 35 поглавја пристапни за влез во Европската унија, во кој секоја од 27 членки на Европската унија може да стави вето, што значи 945 можности за вето, дали ние ова можеме да го преживееме како македонци со македонски јазик. За ова нас ни треба поширока научна
расправа. Во прашање мора да се отвори. Единствено трезвен во овие услови се покажа македонскиот народ, кој што ја слушнавте, уште пред 100 години ја опеа песната Проклета да си Европа, блуднице Вавилонска. Таа трезвеност и денес ја покажува македонскиот народ, па на референдумот кажа не за ЕУ, не за НАТО, не за преспанскиот договор. Со ова македонскиот народ решително кажа, ја искажа својата желба да го спречи геноцидот, да спречи идентитетската ликвидација, која што неминовно не чека ако продолжат пристапливе преговори во услови кога се суспендирани хашките, односно копенхашките критериуми, во услови кога ни е суспендиран суверенитетот и кога за нас македонците е суспендирано меѓународното право. За нас не важи правото на самоопределување и самоидентификација. Ова мора да се расчисти, за ова мора да се отвори дебата. Со други зборови, македонскиот народ кажа дека името, идентитетот, јазикот, историското, културно наследство и суверенитетот немаат цена. За нив нема разговори и преговори. Со други зборови, македонскиот народ кажа дека не сака во оваа нецивилизирана Европа, во која не се знае кој е маж, кој е жена, во која не се знае кој е татко, кој е мајка и во која не се знае кој е човек, кој е животно. Па ќе видите по европските метрополи луѓе на 4 нозе лазат, блеат како овци и лаат како кучиња, демек тоа било нивно човеково право. Простете, ама мене и на македонскиот народ, кој јасно тоа го кажа на референдум, не ни е местото таму. За жал, ние гледаме се уште, го гледаме едноумието. А тоа е Европа, единствена опција, друга немаме. Па редно време да ги тргнат амовите и да погледат малку лево и десно. Редно, ке сме барале гаранции. Па нам гаранции не ни требаат. Ние гаранциите ги имаме во меѓународно право. Да не ги редам сите, ги слушнавте во пресудот. Нас гаранцијата ние членството во Обединетите нации каде што сме членка од самото основање со името Македонија и македонски јазик. Што ни треба повеќе? Ние треба да го сочуваме ова што го имаме. А ќе го сочуваме ако побараме укинување на геноцидните акти кои ни го загрозуваат идентитетот и јазикот. За жал, јас до сега не слушнав ни од претходната, ни од сегашната власт, ни од власта, ни од опозицијата некој да побара поништување на геноцидните договори. Не слушнав некој да побара поништување на геноцидната Лисабонска декларација и преговарачка рамка. Не слушнав некој да побара укинување на геноцидните акти на бугарскиот парламент и влада. Не слушнав некој да побара укинување на Сан Стефана како најголем државен празник во Бугарија, кој имплицира територијални претензии. Тоа е срамно, тоа е еден вид објава на војна. Тој ти кажува дека си бугарин со бугарски јазик. И ние ќе разговараме, ќе преговараме. Што тржаме? Не седнаме со маса со такви луѓе. Значи, нашиот спас е единствено прекин. А тоа како може да се подобри? Со прекин на пристапните преговори, и да се побара поништување на овие геноцидни акти. А ќе продолжиме тогаш, кога Европа ќе се цивилизира и реформира. Не ние. Тие треба да се реформираат. Нас ни треба да реформи во друг правец, да си ги средиме проблемите овде, меѓутоа да си ги среди и Европа, да си ги средат и соседите. Ако овие геноцидни акти се укинат и ако ние побараме реципроцитет, и ако тој реципроцитет се оствори, се внесат македонците во бугарскиот устав, ние веќе ќе немаме потреба ни од договори за добрососедство, ни од преговарачка рамка, ни од пристап, од ништо. Проблемите сами по себе ќе се решат. Се надевам дека ќе го слушнат ова властите и ќе извлечат некоја поука. И да завршам, све до сега ова што го слушнавте само црнила ни доаѓаат од соседството и од Европа. Па да кажеме и нешто позитивно. Македонскиот народ не ја испеа само оваа песна за блудницата Вавилонска.
Има испеано и многу други убави патриотски песни, меѓу кои она со рефренот македонско име нема да загине. Епа нема да загине. Колку сакаат да не бришат, колку сакаат да не ништат, можат физички да не ликвидираат. Само еден македонец да остане, па и без него. Македонското име нема да загине. Знаете зашто? Кодирано е на повеќе места и на повеќе начини. Нашите древни предци тоа многу умешно го направиле. Примери има безброј, само ќе наведам некои и со тоа ќе завршам. Кодирано е во најстарите пишани историски извори. Не постои антички автор кој пишува за етногенезата на народите, а да не ги спомне Македонија и македонците. Кодирано е во Библијата. Македонците и Македонија се спомнати дури 28 пати во Новиот Завет и 10 пати по Стариот Завет. Кодирано е и во јазикот, односно со црното име, кое што разбило само со македонскиот јазик. Во антиката сите народи своите имиња ги добивале по некој митски предок. Така и со нас. Тоа е Македон, по кого го носиме името. Македон Ија. Внимавајте, без Ј, денеска, свесно или несвесно, намерно или намерно, ни е вметнато и Ј во името. Во сите древни извори ние сме Македонија. По Богот, земја на Македон. Ија на древно македонски е земја, земјата на Македон. Но ние сме единствени во светот кој го носиме името и по Божјата мајка, родителката, создателката. Ако името Македонија го разделиме на два дела, тоа е Македонија, земја на Македон. На три дела. Македон, од Дона, Ија. Слоговно, од десно на лево, земја на жената мајка, бидејќи не се работи за обична, туку за Божја, земја на Божјата мајка. Значи, ние сме земја на Македон, но и на Божјата мајка. Сега, не е само тоа. Кодирано и во најстариот мит за настанокот на светот од планината Олимп. Дури тројца антички автори ќе кажат дека Олимп е македонска планина. Теофрас, Хесихи и Стравон. А во тој мит, запишан од најголемиот хеленофил Роберт Грейс, не знам што ова значи, меѓутоа му благодариме, го запишал. Вели, прво беше таа, па сама без никого роди оној горниот, а горниот се знае кој е. Горе е само сонцето, како творец, создател, Иле, Перун, Свевит, Световит и така натака. Тој секогаш за нас сонцето, па се вкрсти со него. Резултат на тоа вкрстување е сета жива и мртва природа, сите животни и сите луѓе на планетава Земја. Повторно двојниот принцип, и машкиот и женскиот, вклопен и матриархатот и патриархатот. Кодирано е во каменот од Розета, потврдено со дешифрирањето на Тентов и Бошевски, во кој македонците се наречени децата на Мо, на Божјата мајка, но и децата на водачот, создателот, творецот. Кодирано е во крстот, кој според кодирањето на Тентов и Бошевски, крстот се чита Ија. Тој е составен од два елементи. Вертикалниот дел од крстот е буквата И во древномакедонската азбука и го означува првиот, создателот, творецот, водачот, а хоризонталниот дел од крстот е буквата А во древномакедонската азбука и ја символизира првата, родителката, создателката. Значи се чита Ија, земја, но не било која земја, земја на првиот и на првата. Кодирано е и во глаголицата, кодирана и во созвездијата, затоа што прва буква во глаголицата е крстот. Го символизира созвездието Сигнус, во превод лебед, а кај нас нашиот народ познат како голем крст. Се наоѓа на северното небо и никогаш не заоѓа, ни дење, ни ноќе, ни зиме, ни лете. Првите 9 букви од глаголицата се
9 созвезди од северното небо, кои никогаш не заоѓаат. А ако ги споите тие 9 созвездија, пак прават една неправилна форма на крст. Најстариот символ на македонската земја, Душко Алексовски, најде дури 400 крста во неолитот. Овие созвездија никогаш не заоѓаат. Затоа Македонија се ги обезди местото во вечноста. И затоа ние слободно може да си кажеме Македонија вечна, никогаш северна, само Македонија. И благодарам. Дардан, ти благодарам. Што да кажам, на вистина на Дардан Венецки начин ни ја образложи пресудата. Како што реков преска Клетников, направи еден прекрасен прелет низ културата, историјата и се што е македонско. Дардан за момент замишав и мислам дека во ова образложение ни ги представи сите содржини на 4 книги што овие автори, членови на Македонски манифест ги имаат напишано, последната само Македонија, а има и претходно 3 пред нејзе, а таму се содржани сите акти, сите факти, сите документи и сите докази на нашето македонство, за нашето битисување и зошто го направивме ова во одбрана на се што е македонство, се што е Македонија и сите што се македонци. Браќи и сестри македонци, што да ви кажам? Значи, обвинувавме, судевме судиите Цветан Гавровски, Дардан Венецки, Валери Стефановски и мојата маленкост. Мурот го удри на пресудата председателот и на судот и на Македонски манифест Евтим Клетников. И сето тоа го направивме во име на вистината за Македонија, моралот и етиката на однесувањето. За жал ја нема кај овие бюрократи од Брисел, и во правдата. Ние бараме правда. Не бараме ништо туѓо, а за чудо некои овие хиените околу нас барат се што е македонско. Па тоа не може. Јас на моите колеги им благодарам. Прв пат се договоривме, не знам колку ќе ви е симпатично, бидејќи сме сиромашни веќе со финансии, времето ни истече, да нема дискусија, не помагаат Велче, Шахпарски, ова ни го плаќаат, ни радуваат, ама може би ќе остапам од договорот, бидејќи да искористам, гледам и дипломатијата не појача, дојде и бизнисот и науката, академијата е тука, ако сакате со гест или 3 збора да не поддржите или не за ова пресуда за нас што е многу битна, повелете. Ама тоа да биде кратко, јасно, концизно, а ако не пак, ево да видам има ли некои реакции, некој нешто да каже, ако молчењето е одобрување, само ќе констатирам, тоа што народот пред 100 и повеќе години ја посочи и квалификуваше Европа, денеска ние и Европска Унија, ние, поточно овие луѓе интелектуалци, само ја дефиниравме и само и кажавме кое и какво големо зло има нанесено на Македонија. Крајно време е да се опамети, крајно време е да се ги признае грешките и крајно време е да се поправи, да не ни поставува веќе се некои дополнителни услови за влегување во таа пуста Европска Унија, а ние во Европа сме влезени од искона сме влезени. Јас ви благодарам за присуството. Повелете, господјо. Не поздравувате? Добро. Ви благодарам за присуството, да сте ми живи и здрави. Давај на луѓето чека. Дај ми уште една.